Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Спорт 1, вашиот редовен спортски информатор број 1, секој петок 21 часот само на 1 ТВ. Како и досега, така и вечерва ќе стартуваме со една интересна и многу актуелна тема која се надевам на почетокот во јануари, тоа како ќе не присобере најпрво пред малите екрани, а потоа се надевам и во салите ни во Скопје, каде ќе се одлучува за пласма на едно големо надпреварување. Остануваат уште два надпревари, нема веднаш да ви откријам за што се работи, ќе ве оставам во, веројатно видовте нели претходно по најавите, знаете отприлика што се случува, но за сега тоа ќе ни биде првото со што ќе ја отвориме ова спортска емисија вечерва. Потоа ќе имаме интересно линковско вклучување директно од Македонскиот народен театар, каде вечерва фудбалската репрезентација, фудбалската федерација на Македонија, впрочем, ќе ги додели наградите за најдобрите во 2018. Таму ќе биде колегата Дамјан Николовски со линковско вклучување, ќе ни ги каже деталите и се она што се случува вечерва. Таму ќе има секако и соговорник на линк. Потоа следуваат оние спортски содржини кои верувам ќе привлечат внимание и се работи за она што ги одбележа овие изминати денови, посебно и денеска, а на крајот нормално следуваат и наградите за најверната публика, за сите оние кои верувам внимателно ќе не следат сега, бидејќи токму прашањата за кои вечерва ќе бидат поставени 5 на број, за кои следува соодветна награда со секој одговор, треба внимателно да не следите. Тука се кријат одговорите и верувам лесни се и ќе добиете награда од нашите вечерашни 5 награди. За сите правила, како за општо за правилата на наградната игра, можете повеќе да бидете информирани на нашата веб страна 1tv.mk, таму ги пишува сите оние правила, како се одвива играта, кои се наградите, кој се може да учествува. Затоа останете вечерва со нас, следуваме. Сега одиме со главната тема, она најава што прво ќе следува, а потоа се враќаме во студиото со гостите вечерва и продолжуваме со оние спортски информации со кои верувам ќе го задржам вашето внимание. Со огромна мотивација за реализација на своите соништа, но и со желбите на сите кои што на каков било начин има допирна точка со македонската одбојка, нашите репрезентативци ги очекуваат последните два квалификацијски надпревари, клучни на патот кон историско европско првенство. Може ли Македонија да и се реваншира на Украина, а потоа да го повтори триумфот над Унгарија и вечерта на 9 јануари остане запаметена како најважна во историјата на македонската одбојка? Во Спорт 1 со генералниот секретар на одбојкарската репрезентација Зоран Карановиќ и репрезентативецот Дарко Ангеловски. 21 часот. Токму така, одбојката е нашата главна тема вечерва. Друштво во студиото на Спорт 1 ќе ни прават кои ако не луѓето од одбојкарската федерација репрезентација, Дарко Ангеловски, наш одбојкар репрезентативец, заедно со Зоран Карановиќ, генералниот секретар на одбојкарската федерација. Добро вечер. Добро вечер. Како што најавивме, не очекуваат два интересни надпревари, финални во овој квалификацијски циклус за пласман на европското првенство. Дарко, ќе остане ли, како што најавив, 9 јануари запишан во историјата на Македонија како најголем ден во македонската одбојка? Знаете како, за тоа и ние сите репрезентативци сонуваме тој 9 јануари, таа вечер да биде баш како да се памти, дека тоа ќе биде баш историски успех за како репрезентација и како нас како играчи што од која го играме овој спорт, сакаме да идеме на некој тако големо надпреварување што е европско првенство. Мислам дека таа победа ја посакуваме сите, што таа и клучна ќе биде за европско првенство. Така, Зоран, веруваме ли во овие момци? Ќе ја оправдаат ли довербата која со години веќе ја влеваат во македонската спортска јавност? Заслужува ли оваа селекција едно вакво големо надпреварување? Поштено кажам, јас сум одамна во овој спорт. Ако некој заслужува, тоа е оваа репрезентација. Оваа година би требало да се сложат коцкиве позитивно и да оваа репрезентација на крај некако се појави на едно големо надпреварување. Оние пехови што ги имавме изминативе квалификациони циклуси, кога доаѓавме до баражи, па за некоја нијанса не идавме. Сега е добро што цела приказна тие два надпревари на 5 против Украина, 9 против Унгарија,
фактички сами ќе решаваме судбината. Све ќе зависи од нас, од нашата мотивација за која не се сомневам, здравието кое би требало добро да биде и онаа мала доза на среќа и нормално поддршка на медиум и поддршка на верната публика. Така, квалитетот е присутен, мотивацијата исто така е до бескрајно нели мотивирани, за тоа говорат и резултатите впрочем во овој квалификацијски циклус. Имаме веќе 4 одиграни надпревари, Дарко, две гостински победи, а 2 домашни порази. Па ако се вратиме наназад, кога ќе видите дека имаме 4 утакмици одиграни по 5 сетова, Токму така, неизвестни до крај, се решава победникот во последниот. Најнеизвестна беше таа гостинска победа и прва победа кога ги почнеме квалификациите со Унгарија таму, 3-2 утакмица беше за памтење, убава победа на гостински терен, но знаете, реваншот во Скопје ќе биде 9-ти, треба тука да стиснеме заби сите играчи. Се надевам да се спремни, сите ќе дојдат, се собираме на 25-ти. Сите доаѓаме спремни од сите лиги кај што играме. Сите имаме добри полусезони, на врвот на сите табели сме кај што играме ние нашите интернационалци, кои сум и јас. Така да идеме на победа, мораме тој ден да дадеме максимумот и да кажеме дека ние сме тие што треба да... Се надевам ќе го потврдиме триумфот нели против Унгарија, но Зоран, што е со Украина? Украина е фаворит и лидер во оваа наша квалификацијска група и прв противник нели од последните 2 надпревари на 5 јуни. Значи, еден интересен момент, мала ретроспектива, ние минатата година учествувавме во Европска лига, имавме циклус на квалификации и се изигравме 5 сета. Сите надпревари беа по 5 сета. Она што е, да кажеме, ајде дел на историја 2018 година на залез, веќе 2019 година се отвара нова сезона за нас. Се надевам дека нема да играме по 5 сета. Тука малце сами си ги искомплициравме работи, заради тоа што добиени надпревари, губевме 3-2 и добивавме 3-2. Посебно надпреварот во Скопје беше карактеристичен, кај што имавме реално 3-0, 3-1 да ги добија, на крај изгубивме поштено 3-2. Сега нас у цела математика, пошто сите прават математика, сите прават некакви буџети, да кажеме, сега е тоа актуелно. У таа математика нас не требаат 2 сета, реално, за да мирно да дочекаме, стабилно да дочекаме репрезентацијата на Унгарија и со победа од 3-0, 3-1 освоиме 7 года и тоа е она што некако дава 99,9% гаранции дека ние идеме меѓу 24 репрезентации на идното европско првенство. Но што се случуваше? Зошто баш така на почетокот играме супер добро, доаѓаат оние последни 2 сета, тука имаме пат на играта, недоволно нели сигурност и тука ги губиме и надпреварите. Се работили, впрочем сега треба и да стартуваат нели оние подготовки за овие. Но како да го санираме? Ова е мој личен став. Значи јас сум одамна со оваа репрезентација, значи изминативе 2 години, да не забораваме, ние со нашава репрезентација игравме, доаѓавме до 3 години, доаѓавме до финален турнир на Европска лига. Токму така, 3 години имавме тешки надпревари, кај што не играше добро репрезентацијата, па на крај стално ги добиваш. И во гости и на страната. Само да се потсетиме таа година кога бевме на Уварна, ги добивме бугарите, да не спомнувам Данска, репрезентацијата на Албанија. Минатава година исто имавме еден пех кај што домакините ги добивме. За прво место некако сами се преценивме и поштено изгубивме од репрезентацијата, мислам дека Украина беше баш. Сега што е приказнава? Ако ви една сезона која почна оваа година у мај месец кај нас, па имавме еден релаксирачки период кај што ради организацијата на Европска лига на завршниот турнир, едноставно не бркавме резултати. Али вие не бркате резултат, али мора да бркате и форма и мотивација кај играчиве. И кај нас се случи да ние на секоја лошо одиграна рековме, ај добро, спремаме, темпираме за 16, 15, 16. И у тоа темпирање ние тој победнички дух го изгубивме. Па имавме после учество на медитерански игри, тамо несекни 3-2 надпревари против Египет со Шпанија. И после доаѓа август месец, кај што само знаеме дека тука стварно мора да се игра. И сега тој тренд така и така продолжи. Тоа густ период од рокот 10 дена. Стварно беше многу пренапорна меѓународна сезона. Имавме, сега продолжуваме. И сега што е добро за мене лично? Има време играчиве да се средат, стручниот штаб, да се направи анализа едно на све. Малце е краток период, али за сите е краток период. Сите репрезентации се отприлика се собираат од 25-6 и целиот циркус трае до 10. Така да мислам дека во овој период
ќе изнајдеме можности, сили, внатрешна онаа мотивација и тие некои негативни работи што ги имавме изминативе 4 утакмици, мислам дека сега баш ќе дојде све како што треба. Така, Дарко, зошто печатокот е поголема мотивација на гостински терен наместо обратно пред домашната публика? Победите, всушност двете победи на гостински терен доаѓаат дома кај нас. Па, како Немаме доволно публика. Од играчки аспект, И од играчки и нормално од мотивацијски. Гледано мотивацијата кога играш на гостински терен некако е не поголема, некако поразлично е затоа што после све патувања што се ти сакаш едноставно секој, мислам дека секој спортист посакува да победи на гостински терен затоа што домакинот е пред се поише мотивиран, како што кажав. Имаме пред доста добри победи имаме и ние пред домашната публика, што за мене Да, еден како се несреќен навратиме пораз, во еден Европската несреќен лига. пораз беше Европската лига со поразот од Хрватска. А тука благодарение на публиката имаше дојдува доволен број баш и салата Што каде не се беше наполни. пример за претходни надпревари? Да, што и баш зачудувачки беше што имаме толку публика. Ама ете, несрекно. И таа утакмица ја водевме 2-0, изгубивме 3-2. По тој пораз и утредента за трето место го изгубивме над преварот со Латвија. Не знам како да ја кажам, различно е кога се игра на гости и на домашен терен. Поголем е ко притисокот е малце поразличен пред домашна публика и пред гости. Сега се надевам имаме нели доволен период за да се подготвиме и да ја оправдаме довербата, но каде ќе биде сега целта и фокусот на селекторот Никола Зоран? Нови подготовки кои впрочем стартуваат Ние на фактички ќе имаме 25 на 25 е собирот, на 26 е прв работен ден на репрезентацијата. Програмот е веќе направен. Имавме мали клизања со термини, у смисол да селекторот инсистираше Никола Матијашевиќ на одигрување на некоја пријателска утакмица, беше лош период е пред Нова година и никој не сака да патува. Значи во окружение ги имаме репрезентациите на Руманија, на Црна Гора, на Грција. На крај испадна дека само беа колегите од Албанија расположени, пошто они играат и они ќе дојдат во Скопје. На преварите ќе се одиграат после први, втори? Тие се у фаза припремна, фактички ние една тренинг утакмица со репрезентацијата на Албанија ќе одиграме на 29-ти, на 30 ќе играме една званична со нив, они на 31 се враќаат, ние распуштаме репрезентацијата еден ден ради празникот и фактички на 30 тоест на 1 јануари стартуваме повторно, пошто ни е краток периодот. Ние на 3 јануари веќе летаме за преку Истанбул за Запорожје против Украина да играме. Така да у тој кус период таргетот ќе биде да преку тие две контролни утакмици се провери, иако горе-доле е искристализирана поставата, она е добро што Дарко спомна дека играчиве наши што се во постава што играат и оној потесен избор што влагаат меѓу 8-9 играчи во своите домашни шампионати се први со своите клубови, значи доаѓаат со еден победнички дух. У цела приказна се уклапа и нашиот селектор кој е прв у француско првенство. Значи, некако тука со таа една позитивна енергија мислам дека ќе одиграме добар надпревар против Украина и она што пак ќе се навратам, што ќе ни фали, кај што ќе биде притисокот и на унгарци и на нас на 9-ти. Значи, желбата е преголема и кај нив, кај нас исто. Мотивацијата не е спорна. Едино што сме ние сега у некоја порелаксирана позиција и тоа што играме на домашен терен. И она што е можеби добро, ние години наназад кукавме дека кога игравме Европска лига, немавме многу публика во Саливер и тоа што беше сезона на годишни одмори, па врукина беше, па некако за викенди ве Скопјани ве излагаа на страна, не сака да доаѓат. Сега е баш 9 јануари, некако период некој кога се луѓе во посрекни, порелаксирани период на слави, на прослави и така натака. И тоа ќе биде идеална шанса да Кале се наполни, да од Кале фактички иде една убава одбекарска приказна. А математиките доколку оствариме само еден триумф со една победа, мислам дека постојат шанси бидејќи се 5 од најдобрите второпласирани од 7 групи. Така. Значи ја на кратко само ги обяснил ради гледачиве. Имаме 7 групи, од кои 7 групи, 2 групи се со 3 екипи, 5 групи се со 4 екипи. На 9 јануари, кој ќе завршат сите надпревари, четвртопласираните екипи во групи кај што има 5 екипи ќе се бришат и ќе останат фактички 7 групи со 3 екипи. Табелите ќе се направат така. Првите 7 од групите идат директно, сите идат директно уствари, и 5 најдобри втори пласирани. Кај што ние по некоја математика што ја правиме цело време,
Ние сме тука, пошто предпоставка е дека Швајцарија ќе биде Швајцарија, последна, така. тие бодови отпаѓаат од неа и таргетот е 7 бода. 7 бода кај што не може да се направат калкулации во другите, пошто има некои групи кај што евентуално би можело некаква математика да се направи, што не е спортска нормално, али комши и пријатели па си помагаат едни на други. Тука пред се мислам првата група кај што играат Естонија и Латвија. Сега е Латвија без бодови, али има две надпревари со Израел и со Естонија, значи може да добие 6, хипотетички ние можеме да изгубиме од Украина 3-0, 3-1. Остануваме на тие бодови 3 и добиваме Маđари и остануваме со 6. Значи превеќе математика, комбинаторика, значи тоа се она до трета децимала, сет колишник, поен колишник, за тоа треба 2 сета против Украина и победа 3-0, 3-1 на домашен терен, тогаш со 7 бода сме сигурни. Се надевам математиките нема да ни бидат потребни, ќе ги искористиме двете дадени шанси. Радува фактот што во тимот се враќа и средниот блокер Ѓоко Јосифов. Со комплетен состав, верувам дава и нели поголема поддршка Ѓоко и како гледаш ти на ова со нели комплетен состав, немаме повреди, Здрави, живи сме сите. здрави и живи. Тука е Ѓоко Јосифов доаѓа он во Германија моментално. Таму игра, мислам дека е доволно и он спремен и он има тој победнички дух. Многу ќе бидеме во плюс затоа што е тој искусниот среден блокер. Минативе циклуси он не беше тука меѓу нас да изигра тоа што го знае, но се надевам дека многу ќе биде во корист сите како репрезентација, како играчи, тој меѓу нас се гледа дека кога не е тука фали, сега ќе биде тука па ќе идеме на максимумот што можеме да го направиме. Капитенот Никола Ѓоргиев. Заслужува ли Ѓоргиев еден пласман на европско првенство, играч од калибарот на Ѓоргиев? Па не само Никола, сите заслужуваат. Сите заслужуваат овде, буквално сите, ради тоа што сите се внесуваат, сите се веќе подолг период, збориме за оваа постава што е, подолг период се заедно. И ова ќе биде едноставно на круна на оваа генерација. И да биде подстрек за помладиве што се во другите клубови, да и они запнат малце повеќе, да нормално оваа репрезентација ќе претрпи одредени реконструкции од години на старост на играчи. Али тоа ќе биде пример на останативе позади што доаѓаат, како треба да се понашат и како да играат. Никола го има тој менталитет победнички, тој дух. Он е у суштина прав лидер на екипата. И сега со една добра доза на позитивна енергија, со една добра доза на поддршка на сите, можеме да направиме стварно еден историски исчекор. Би се навратил на Ѓоко Јосифов, ни фали цела ова приказна, ради тоа што е еден од најискусните, да не кажам најискусен играч, со стаж, со све, може би нема да дојде 100% спремен за играње, али самото негово седнување на клупа, позитивниот однос што го има кон играта и кон останативе играчи ќе биде многу добра приказна. Да не заборавиме, ние фактички, ја тоа стално го потенцирам на некои состаноци формални и неформални, ние сме атипична репрезентација. Ова што ние го правиме, мислам дека ни еден од овие 26 екипи што се надпреваруваат нема такви ситуации, али ние едноставно така функционираме. Тоа можеби не е најидеално, али сега за сега дава резултати. Нормално е дека некои работи ќе се допрофесионализираат до крај, идеме на таа страна, што е многу позитивно и тоа треба да биде пример и за клубовите и за помладиве, она што реков преска да се уклопат сите и да направиме еден добар. Кога сме кај помладите, како се работи во нашето домашно првенство? Има ли играчи кои можат да бидат следбеници на оваа генерација и кои ќе можат нормално да продолжат по стапките на овие момци кои сега располага од бекарската репрезентација? Добро прашање, али друга емисија. Али јаде, краток одговор. Дека ги спомнавме одговор само, младите, значи да. основен проблем не е само кај маживе. Имаме поголем наплив во женска, во одбек имаме 10 прволигашки екипи, 11 женски прволигашки екипи. Основен проблем се условите за работа. Иде некои работи идат на подобро, али не е тоа период до пред 10 на години кога клубовите не кубуреа толку со финансии, не кубуреа со закуп на сали и така натака. Некои релации се сложија како што треба, значи има позитивни тонови од страна на поддршка на Агенција за млади и спорт, иде овој ваучерски систем, законот за спонзорство и така натака. Тоа се све моменти некои што клубовите едноставно можат позитивно да ги искористат. Мора поголемо менаџирање на цела оваа ситуација, али основен предуслов се
условите во клубовите и стручна работа. Значи, ние имаме едуциран кадар, условно кажано, со завршен факултет за физичка култура, со играчко искуство, али може би ради оваа цела ситуација не се доволно мотивирани, може би еден вако више кој што ние ќе го направиме со синевска репрезентација ќе биде пострек како за машкиве клубови, така и за женски клубови. И тоа е некоја надеж што ми дава дека во иднина ќе идат подобри моменти. Кога би направиле споредба од порано и сега, вложувањето, стручноста, имаме разлика, имаме подобрување? Па тоа е, пак ќе кажам, емисија е тоа посебна, значи само да се навратиме, ние го немаме веќе еден работнички фешбек. Најпрофесионален клуб наш, и машки и женски, го немаме. Го немаме борец од Велес као што беше. Имаме борец, али не е тој е борец што играш. И во Хром од Тетово не постои. Сега има некои други клубови од Тетово покушаваат да играат одбојка, али не е тоа. Струмица не е она што беше, реално кажам. Еден центар као што е Штип, он има традиција преголема. И до тука толку е. Она што е понов историски исчекот, збориме за машки одбојка, тоа е појавувањето на Пробиштив, клуб што екзистира 5 години, кој по моја проценка има најдобри услови во Македонија за работа. Али таму фали стручна работа. Значи стои градот за нив, све стои спонзори, сали, нема притисок од други спортови и тоа треба да се искористи, али треба да се донесат луѓе што стварно ќе направат нешто позитивно. Така. Да се навратиме тогаш на оваа селекција. Дарко, што недостасува, бидејќи Македонија е веќе 3 години поред европски вице првак, финалето доаѓа до финале, губи во финале, што не недостасува? За нели сега и новото формирано од сребрена се влегува нели во златна се влегува, што фали? Не знам што фали, да ја кажам, финале што кога не се игра. недостасува за и нели финалето да го добиеме како што треба и Има желба, имаме све. Валја сме за нијанса послаби. Дали сме, они се подобри, не знам како, како неодговорено прашање може да остане ова. Зашто е финали ипак има тежина. Сите сакаат да го дадат максимумот, исто и секој играч, но дали и од преголема желба па знаеме да изгориме, дали немаме доволно желба, ама мислам дека ние сме таа репрезентација, тие играчи се познаваме како дишиме меѓу нас и знаеме кој колку може и финалето го играме баш така како со поголема желба, али ко среќа да немаме. Среќата ни до финале ни се насмевна, кога ќе стигнеме во финале некако кога ни врти грб. Мојот впечаток за разлика од претходните 3 години оваа година е како малку да потфрливте, нели, благодарение на тоа што бевме домаќини, па успеавме да играме Final Four турнир. Што се случи оваа година? Па ја преска пробав да имавме објаснам, противници. вие спиете на тоа увод, као ние сме домаќини, темпираме форма на 15-16 јуни. И сега имате една друга приказна некој период кога јас сум играл и кога сум бил тренер и така натака. Ти или играш одбојка или не играш одбојка. Значи не може, многу е ретко да некој тренер каже да, ја месец дена тренирам и стискам овде 15-16 врв. Ние у старт можеби некои работи у старт ги измешавме, па комотно се понашавме, па тоа пробав да објаснам дека оној победнички дух што не красеше изминативе години кога изгубени утакмици добивавме, тоа го немавме оваа година. Али еве сега веќе, пошто она дојде на крај веќе и сите знаеме дека ова последна шанса на оваа генерација, мислам дека тука нема да има дилеми за никого, од стручниот штаб до физиотерапевтот, докторот, да не зборам за играчиве и ние што ќе се движиме, што ќе бидеме околу репрезентација да ги направиме најидеални условите што треба да ги има. Пак ќе кажам, бара анализа, она што ја го знам од некој искуство мое, само треба да се намалат грешки во игра. Значи да се дозволи да противникот малце греши. Ние сме тука во елементиве на играва, од напад до серва и така натака и така. Можеби малце со блок сме тенки во однос на други репрезентации, али тоа све се компензира па со други елементи на одбојкарската игра. И само треба мала концентрација и она не продавање зицери. Значи има некои релации кај што се знае во одредена ситуација како треба да се освои поен. Ако така не го освоите, тоа ќе нема што да барате. Ние имавме прекрасни моменти кај што 2 сета функционираме, 2 сета функционираме као сад, па доаѓа трети сет, па се ломиме, па паѓаме у дубак и после се враќаме некако пети сет. А пети сет е лутрија. Тука не може никој да ви гарантира дали ќе завршите као победник или као губитник. Тоа никој не може да ви каже. Али ја мислам дека после ова све што е направено
од страна на Федерацијава изминатава, тоест ја веќе зборам изминатава година, за мене е веќе јануари таргет. Мислам дека после све сите посериозно ќе влеземе у игранкава да ја завршиме баш онака позитивно и едноставно да се одужиме сами пред себе. Оти премногу време, знаете, кога играте одбојка, кога се давате на нешто, моје мото е, ако веќе играш нешто, па ајде да кажеме губиш време, губи го квалитет. Одработи поштено на тренинг, одиграј поштено, па после ќе си пружиме рака и ќе идеме понатаму. А условите ќе бидат подобри за сите, ако се иде на завршница на Европско. Тука пред се мислам на поддршката на државата преку Агенцијата за млади и спорт, што за прв пат оваа година е загрижувачки добра во однос на другите години. И тоа мене сите лично ме радува. спортови, Тоа мислам, мене лично ме присутно. радува. На сите спортови, посебно се осеќа кај нас, пошто ние бевме малце маргинализирани у претходен период и тоа беше можеби проблем зашто до сега не сме се појавиле на завршница на Европско. Кај нас е малце одбојка се покомплицирано и самиот формат за идење на Европско првенство е покомплициран за разлика од ракомет, од кошарка и да кажеме сега најнови варијанти со фудбалот, кај што мислам дека цела Европа ќе иде на Европско првенство. Така, колку е дисциплината присутна сега во тимот, бидејќи летово имавме нели на медитеранските игри некои внатрешни недоразбирања со одбојкарите, дали е сега се под контрола и нема да се случи, Дарко, како и летово, така и сега зимава пред овие важни исклучително тие натпревари. медитерански игри беа малце ко медиумски напумпани. За проблеми, значи сите репрезентативци за тоа истото ќе го кажа дека никакви проблеми напумпано од страна на некои одредени луѓе што беа таму со нас, да не именуваме се, подразбира тоа. Ама ние се вративме како победници од таму дека ние отидовме со една цела, ете имавме утакмица против Египет, исто така. Во 5 сета, петтиот сет, како што кажа господинот Карановиќ, лотарија беше, го изгубивме. После со Шпанија изгубивме и уште еден меч, утре дента и за проблеми еве јавноста нека дознае, немало проблеми, да се знае тоа, али Бидејќи уште нели не Уште се знае не- точно што се случуваше, Значи, ја не бев таму. но и тоа како Да, нели ве сте работата беше Беше со објавувана, председателот не сме наш на федерација, што е Петар Јовановски, беше со неговата ќерка и неговата ќерка има околу 14-15 години. Значи, она кога слушна дека стварно има проблем, она беше цело време со нас. Значи, девојчето само си се насми, катастрофа. Ето. Што, верувајте, и ние сме спортисти, знаеме како и каде и што треба да се понашаме и колку треба да се понашаме. Имаме и ние пред се држава представуваме, а тоа не ни е прв пат да идеме така на медитерански игри, второ гостување ни беше. Првото гостување беше исто во Мерсин, мислам, во Турција. Значи да е прво па да кажете, ама ние патуваме, знаеме како треба, како репрезентативци, како играчи све да се... Си ја знаеме обврската пред се према државата, така да ние како играчи, како личности нема да си дозволиме некој да ни го отцрне образот, прво како репрезентација, второ како играчи да не прават нешто што не сме. Али ети ние се изборивме со тоа, па и мислам дека тие проблематичните одбојкари што ги направија по сите медиуми, мислам дека тие ќе се појават на европско и таму нема да видат проблематични 100%. Така, верувам дека дисциплината ќе биде на Секако дека и после таа дисциплина, да. Предстоен период, дека нема нели премногу да не фати еуфорија доколку Украина на 5 јануари во Запорожје. Дај Боже да се реши уште тој прв надпревар, па со многу без притисок толку на домашен терен на 9 јануари ја пречекаме Унгарија и дај Боже нели да славиме на 9 и конечно историско првенство европско првенство за македонската одбојка. Тука ќе ви се заблагодарам уште да ве прашам доколку имате нешто да порачате јавно за публиката да биде нели присутна со нас. Тоа ќе треба гледачи сите деветти ако може да се фокусираат да дојдат и они да им дадат поддршка, па заедно да се израдуваме на таа победа и на квалификувањето на европско првенство. Само тоа би замолил јавака јавно. Така, Зоран, Да, па да не ваш се повторувам, заклучок. ја прво би се заблагодарил на вашата телевизија што издвои простор. Ние сме ретко присутни као одбојкарски спорт и добро е што една телевизија која е у подем издваја време за одбојка. Тоа ќе бидам порака и до другиве телевизии, значи вие сте тие што го креирате јавното мислење. Јавното мислење може да биде позитивно само преку вашите прилози, а не преку аферџиски работи што беа на медитерански игри.
Тоа не му треба на македонскиот спорт. Она што е позитивно тоа е што Драган спомна, дојдете да се радуваме 9 јануари да биде ден на историја на македонска одбојка и пред да се одивам и јас званично од вас, на 27 во Тетово Одбојкарска федерација на Македонија, фамилијата Хаджилјовски и Агенција за млади и спорт организира 42 меѓународен меморијален турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. Една историја што продолжува. Така, традиција. На 27 кој сака нека дојде во Тетово. Така. Благодарам, ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вашето вечерашно гостување. Се надеваме на успех на овие два последни надпревари и Македонија конечно да слави на одбојкарски план. Благодариме. А сега, почитувани гледачи, одиме со наредните спортски содржини. Како што се наближува годината, тука се и наградите за оние најдобри, така и вечерва. Свечерна церемонија имаат Фудбалската федерација на Македонија, каде ги доделуваат наградите за најдобрите ова теком на 2018-та, но пред да го вклучиме колегата Дамјан Николовски во живо од Македонскиот народен театар, предлагам да ги слушнеме и оние номинации кои в понеделник веќе ги очекуваат најдобрите кошаркари или оние кои ја одбележаа најдобро оваа 2018 година, и она свечерна церемонија која ја очекува Македонската кошаркарска федерација веќе в понеделник. Пред крајот на секоја календарска година, спортските федерации од Македонија традиционално организираат свеченост на која се доделуваат награди и признанија за најдобрите за тековната календарска година. Македонската кошаркарска федерација во понеделник во просториите на Сквер 21 ќе ги прогласи најдобрите за 2018-та. Фактот дека Бојан Трајковски и Војдан Стојановски ќе го поделат признанието за најдобар кошаркар за оваа календарска година се издвојува затоа што ова ќе се случи за прв пат во историјата на македонската кошарка. Наградата за најдобра македонска кошаркарка ќе заврши во рацете на Анџелика Митрашиновиќ, најдобра машка екипа е работнички, а женска Бадел 1862. Во младинска конкуренција кај дамите е Струга, а кај мажите најдобар клуб работнички. Најдобра млада репрезентација е селекцијата за играчи до 16 години во машка конкуренција. Најдобар тренер на женска екипа во младински лиги е Анета Глигорова, а кај мажите оваа награда е наменета за Александар Јованчев. Во сениорска конкуренција кај женските екипи за најдобар тренер ќе биде прогласен Срđan Дамјановски, а за машка екипа Марин Докузовски. За најдобар млад кошаркар за 2018-та најмногу гласови во изборот доби Виктор Ефремовски, а за кошаркарка Илина Селцова. Спортските работници, клубови и новинари за најдобар судија го прогласија Игор Митровски. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Неодолива празнична понуда од Телеком. Овие празници одберете Smart M и споделувајте со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Huawei смартфон по супер цена. Pure XS, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Најдоброто место во градот, ресторан Дион. Ја подготвува најдобрата новогодишна забава. 31.12. Звездите Лепа Лукич и Жаре Бербер за највесел дочек на 2019 година. 1.1. Втора новогодишна вечер со Боби Павловски. Резервирајте на време. Ве очекуваме. Ресторан Дион. Сакам секаде да е украсено. Да откријам нешто големо. Сакам сите да ми дојдат на гости. Сакам чисто небо. Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете VIP комбо и добите нов телевизор со екран 49 инчи за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина.
недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Овие празници со ништата се остваруваат. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон или овој 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. А по главната тема и гостите кои ги имавме вечерва во нашето студио во Спорт 1 се враќаме на оние спортски содржини кои вечерва и тоа како се атрактивни на домашната сцена. Се надевам дека веќе го имаме колегата Дамјан Николовски од Македонскиот народен театар, каде вечерва Фудбалската федерација на Македонија на свечена гала церемонија ги додели и наградите за најдобрите во 2018 година. Дамјан, дали се слушаме? Ова календарска година ќе остане запаметена по големиот успех на македонската фудбалска репрезентација, а конкуренција со обидот да се пласира на еден европски собир на престојното европско првенство, но дотогаш нашите фудбалери, нашите репрезентативци имаат уште многу надпревари пред се оние квалификацијски пресметки. Фудбалската федерација на Македонија во 2018 слави 25 години постоење, 70 години активно работење со фудбалот во нашата земја. Вечерва во Македонскиот народен театар беа прогласени лауреатите, најдобрите за 2018-та, сосема очекувано за најдобар фудбалер во странство беше прогласен нашиот фудбалски репрезентативец Енис Барди, плеймейкерот на шпански Леванте. Во центарот на вниманието од домашната спортска сцена, односно од домашниот фудбалски шампионат, во центарот на вниманието е Бесарт Ибраими од Шкендија, како најдобар во нашето најсилно фудбалско првенство, односно во прволигашката конкуренција, каде што и најдобар стрелец, а уште награди имаше и за најдобар млад фудбалер Енис Фазлагич, кој што веќе е дел од Жилина, настапуваше и во екипата на Шкендија. Најдобар тренер е предводникот на бранителот на титулата во домашното фудбалско првенство Ќати Посмани, а признание за придонес на македонскиот фудбал добива нашиот репрезентативен капитен Горан Пандев. Ќе издвојам само дека беа наградени и Дарко Ранготов како најдобар футсал играч, најдобар футсал тренер е Маријан Стефановски, а најдобар судија Маријан Марковски. За ферплей екипа е прогласена токму Шкендија, тимот кој што води во домашниот фудбалски шампионат. Разговаравме за она што се случуваше во 2018 и секако за она што не очекува веќе во 2019 со Иван Јовановски, фитнес тренерот на А тимот на нашиот фудбалски состав, на нашата фудбалска репрезентација, и еве како Јовановски гледа на оваа, но и на следната календарска година. Јовановски, забележивме одлични резултати во 2018 на фудбалски репрезентативен план. Како ти ја одбележуваш? Како ти ќе паметиш годината која што веќе е зад нас? Повеќе како дел од репрезентацијата сум 3 години и можам да кажам дека ги доживуваме позначајните моменти во поновата историја, затоа што за прв пат влегуваме во еден циклус на надпреварување кој што е, така да речем, малку поинако од претходните. И значајно е што влегуваме веќе во битка за влез во Европа. За новите квалификации, стандардните квалификации, очекувам многу добар настап на нашата репрезентација и се надевам до 2019 исто така да изненадиме со позитивни резултати, добра атмосфера и добра работа во репрезентацијата.
Што највеќе ќе ја паметиш 2018? Има ли еден момент, има ли еден надпревар, има ли еден гол кој што ќе остане трајно врежен во твојата меморија? Па не би одвоил нешто како посебно, или посебен гол или посебен момент. Мислам дека најмногу ме фасцинира атмосферата во репрезентацијата. Фудбалерите, избраниците на Ангеловски, мислам дека ни пружаат нас на задоволство како тренери да бидеме дел со нив, да создаваме, така да речем, позитивни резултати. Еве гледаме 68 место, веќе има голем скок, има голем напредок во пласманот, во класирањето, така да се надевам дека во иднина ќе го задржиме тоа темпо, ќе го задржиме тој квалитетен фудбал што го прикажуваме и ќе направиме да нашите фанови на нашата репрезентација бидат среќни и задоволни. Заедно со мене е Ќади Босмани, тренерот на фудбалскиот клуб Шкендија, освојувачот на титулата во минатата сезона и лидер во домашното фудбалско првенство. Тој е најдобриот тренер за 2018 година во изборот на Фудбалската федерација на Македонија. Пред се честитки и колку сте задоволни од досега постигнатото во тетовскиот клуб? Благодарам, многу сум среќен за оваа номинација за најдобар тренер. Мислам дека резултат на една континуирана и квалитетна работа на сите во фудбалскиот клуб Шкендија и сигурно ни дава уште еден мотив повеќе да наставиме со овие резултати. Што очекувате од 2019? Како е планот за Шкендија? Дали ќе се засилува ова лето, односно ова зима? Па Шкендија моментално е лидер на табелата, меѓутоа тоа не значи дека е првенството готово и сигурно дека планира со некои квалитетни засилувања Шкендија да биде уште подобра. Целта е сигурно шампионска титула. Ви посакувам многу среќа во новиот дел од сезоната и секако да се видиме за добри поводи. Честитки уште еднаш за наградата. Фала и вама, среќа во ваша работа. Благодарам. Фудбалската федерација на Македонија секако продолжува со сите активности кои што се поврзани со нашиот фудбал, со се она што може да се понуди во домашниот шампионат и секако настапите на нашите фудбалски репрезентации пред се на тимот, но и на младинските конкуренции кои ги очекуваме одново да блеснат на еден голем собир како што тоа го направи нашиот состав до 21 година на Европско фудбалско првенство во Полска. Слаѓан толку засега од изборот на Фудбалската федерација, доколку имаш некој прашање, повели. Линковско вклучување со оглед на краткото време нели што ни преостанува. Јас веднаш ќе продолжам со оние содржини кои впрочем ги имаме во ова спортско издание. Предлагам веднаш да ги слушнете и да се информирате, а потоа продолжуваме веднаш со наградната игра. Европската куќа на фудбалот денеска потврди дека одлучила да им изрече казни поради долгови на најтрофејниот македонски клуб Вардар, бугарскиот гигант Левски и неколкукратниот шампион на Португалија Спортинг Лисабон. Одлуката е донесена во Нион, а трите клуба се прогласени за виновни поради тоа што не доставиле потребна документација за своите финансиски работи во предвидениот рок, како и поради тоа што навремено не ги исплатиле одредени фудбалери и нивни вработени. Според информациите од УЕФА, нашиот најтрофеен клуб Вардар ќе биде исфрлен од европските надпреварувања на 2 години, доколку до 31 јануари 2019 година не ги исплати сите своји заостанати долгови. Освен тоа, црвено-црните се и парично казнети во износ од 100.000 евра. Со исти мерки е казнети бугарскиот великан Левски, кој има рок да ги исплати сите долгови до 28 февруари во 2019 година. Тимот на Спортинг од Лисабон пак нема временска суспензија, но е казнет со само 50.000 евра. Македонскиот и полскиот ракометен првак Kielce и Вардар добија казна од ЕХФ за инцидентите кои се случија на нивниот дуел од Лигата на шампионите игран во Полска. Според ЕХФ, Kielce ќе мора да плати казна од 15.000 евра. 5.000 поради неспортското однесување на играчите и на дел од стручниот штаб, 2.500 евра поради лоша организација и 7.500 евра поради банер со недолишна содржина истакнат од навивачите. Вардар мина полесно, изречена му е казна од 6.000 евра поради неспортско однесување на играчите и на стручниот штаб, а земено е во предвид и однесувањето на Борозан, кој покрај суспензијата ги напуштил трибините и сакал да влезе на теренот при судирот на играчите. Од ЕХФ потврдија дека двата клуба може да поднесат жалба по овие одлуки во рок од 7 дена.
Почитувани, се враќаме назад со финалниот дел од спортската емисија Спорт 1 на 1 ТВ. Верувам веќе и телефонските линии се вклучени за наградната игра, во која денеска вечерва имаме 5 прашања кои си носат соодветен одговор, со точен одговор од понудените 5 прашања ќе си добиете соодветна награда. Доколку имаме гледач, првиот гледач на линија, предлагам и да го слушнеме. Ало, добро вечер. Добро вечер, со кого разговараме? Љупчо од Скопје. Љупчо, имаме 5 прашања, повелете од 1 до 5, бирајте... Да избереме тројка. Број 3. Да. Верувам, доколку не следевте, би требало да го знаете ова прашање. Во кој шпански клуб настапува фудбалскиот репрезентативец на Македонија, Енис Барди, кој впрочем вечерва и беше избран за најдобар играч во странство? Секако дека го знам, во Леванте. Немаше потреба да ги поставуваме. Леванте точен одговор. За овој точен одговор добивате награда од 6 протеински шејкови без ГМО и глутен со додадени витамини и минерали. Наградите можете да си ги подигнете се од понеделник до петок од 10 часот предпладне до 22 часот попладне. Дали имаме втор гледач? Добро вечер. Добро вечер. Со кого разговараме? Со Божидар од Кисела вода. Божидар, дали вие изгледа најредовен гледач сте на Спорт 1, ако не се лажам? И на Спорт 1 ТВ и општо вака на телевизијата. Така, Божидар, повелете 1, 2, 4 или 5? Па, ајде да пробаме со 1. 1. Со кои две репрезентации нашата македонска одбојкарска селекција ќе се сретне на почетокот од јануари во квалификациите за Европското првенство? Ова беше и денешната тема. Значи, понудените одговори се Украина и Унгарија, под број 2 Шпанија и Италија и 3 Бразил и Аргентина. Доколку не следевте внимателно уште од стартот, ова мора прашање да го знае. Па треба да е под 1. Украина и Унгарија е точен одговор. Одбојкарите во јануари против Украина и Унгарија, впрочем, ќе ги одиграат последните 2 квалификацијски надпревари за пласман на историско европско првенство за нас во одбојка. Продолжуваме понатаму. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер, со кого разговараме? Љубе Тодоровски. Љубе, повелете 2, 4 или 5? Број 5. Кој е најдобар стрелец или голгетер веќе трета сезона поред во првата македонска фудбалска лига? Бесарт Ибраими од Шкендија, Тигран Барсегјан од Вардар или Љупчо Дориев од Академија Пандев? Бесарт Ибраими. Така е, Бесарт Ибраими е точен одговор. Впрочем, Бесарт Ибраими е избран и за најдобар домашен фудбалер вечерва од страна на Фудбалската федерација на Македонија. За овој точен одговор добивте награда спортска викенд торбица од Пако Рабан. Благодарам. Така остануваат уште 2 прашања. Дали имаме гледач? Да. Добро вечер, со кого разговараме? Стефан. Стефан, 2 или 4? 4. По број 4, прашањето гласи вака. Покрај домашното првенство, во кое друго надпреварување учествува македонскиот вице-првак МЗТ Скопје Аеродром? По број 1. Лига, втора лига. Втората АБА лига е точниот одговор. За овој точен одговор добивате награда 6 протеински шејкови без ГМО и глутен со додадени витамини и минерали. Така и останува последниот гледач за вечерва да го вклучиме и да го доделиме впрочем последната награда. Добро вечер, со кого разговараме? Дали се слушаме? Добро вечер. Се слушаме, добро вечер. Благоја Боцевски од Скопје. Благоја, останува уште прашање број 2. Добро. Кој е капитен на одбојкарската репрезентација на Македонија? Добро. Ако не следевте уште од стартот, ова верувам мора да го знаете. Горан Пандев број 1, Никола Ѓоргиев број 2 или Стојанче Стоилов? На одбојкарската? На одбојкарите, така.
Никола Георгиев. Токму така, Никола Георгиев е точен одговор за ова ваше точно одговорено прашање. Добивате 6 протеински шејкови без ГМО и глутен со додадени витамини и минерали. Ви благодарам. Така, повторувам, наградите, сите наградени вечерва гледачи, своите награди можете да ги подигнете секој ден од понеделник до петок од 10 часот наутро до 22 попладне. Верувам, бевме интересни со спортските содржини вечерва. Ве поздравувам од ова спортско издание и ве поканувам следниот петок, истиот термин, 21 часот. Поздрав!